Атина и оние 4:2 за Југославија веќе се зад нас. Престои сега трет натпревар со репрезентацијата на Шпанија, а е веќе 24 часови пристигнуваат различни вести од Цирих. Последнава да ви ја соопштам, тоа е дека Меѓународната фудбалска федерација денеска во Цирих соопшти дека го усвојува приговорот на Фудбалскиот сојуз на Југославија за тоа да не се игра третиот натпревар во Париз на 16 јануари. Меѓутоа, ФИФА соопштува дека до 4 јануари идната година, значи 1974 година, двете федерации Југославија и Шпанија треба да се согласат за терминот и местото каде ќе се одигра третиот натпревар. Ве молам да прокоментирате ова засега последна вест од Цирих. Да, точно е, последна е вест. И добро е што ФИФА најде снаги во себе да ги уважи во овој момент аргументите со кои Фудбалската федерација на Југославија го обавести ФИФА дека терминот што е определен не одговара воопшто за југословенската фудбалска селекција. Не одговара од повечку причини. Зашто нашите играчи со право им го добива свој заслужен одмор, додека пак фудбалот во Шпанија е во полн ек. Од таа гледна точка они се во голема предност. Второ, ние на ФИФА воедно и шпанците ги обавестивме во свое време да доколку се игра мајсторица, таа се одигра на 26 овој месец во Атина. Затоа шпанците не го прифатија. Шпанците не го прифатива, не знам кои се причините, но одма да речам, склон сум да верувам дека тука некоја игра. Впрочем, тоа си докажува. Но, тоа за сега да го оставам пострана. Ова вест мене ме лично зарадува, но сакам да ја обавестам фудбалската јавност и пошироката јавност дека на 27 во Цирих представници на Југословенската фудбалска федерација, односно на Фудбалски сојуз на Југославија и на Шпанската фудбалска федерација ќе треба да се сретнат и да се договорат. Јас лично верувам или сакам да верувам дека Шпанската фудбалска федерација ќе ги уважи оправданите аргументи на Фудбалскиот сојуз на Југославија и ќе прифати еден термин што ќе одговара и на нив и на нас. Конкретно што би предложиле? Ние би предложиле да се одигра таа квалификациона утакмица при крајот на април или во мај. Во овој момент не говорам за местото, иако овде кај се спомиња Париз, се согласуваме, меѓутоа мислевме дека треба да се понудат и други некои места. Веројатно да не ќе беше лошо да повечку места бидат ставени на разгледување и да ги погледаме сите тие околности. За нас, Западна Германија не е воопшто за отфрлање, напротив, чини ми дека е тоа и најпогодно место каде што би требало да се одигра овој надпревар. Постојат вести дека и Ротердам е заинтересиран, дури нуди околу $300,000. Да, имаме таква вест, ете како што и сами кажавте, и Холандија е интересна. Воедно ние сметавме дека и Англија е исто така интересна земја, па да не се отфрли можноста да се одигра овој надпревар и во Советскиот сојуз, зашто во Ленинград да не се одигра. Меѓутоа, сега ние ќе треба да се договориме. Доколку не се договориме, јас се плашам дека ФИФА, Организациониот комитет, ќе остане на овој свој предложен термин и како што господин Стенли Раус кажа, како не обавести, дека е овој негов прелиминарен предлог. Меѓутоа, знаејќи ја праксата на ФИФА во последно време, а и не само за ова светско првенство, туку и од другите, се плашам дали ќе остапат они. Доколку не остапат, ние ќе бидеме во една мощна, тешка положба,
односно во една апсолутно неравноправна положба спрема нашиот партнер. Дозволете, од каде ова чувство на страв дека ФИФА ќе остане за 16 јануари? Па видите, овдекај веќе во оваа светска квалификација жртва е СССР. Порано на поранешните исто така ни се случувала такви појави, такви случаеви. Она серија на исклучување, па тоа е случај и во Атина, не? Да, интересно е тоа да ние на разни овие светски надпревари за светски првенства и за други што имат вонредно висок светски квалитет, карактеристично е дека секогаш сме играеле со 10 играчи. Сега беше случајот со Бајевич, порано беше со Джајич, па со Скоблар, па со Галич и така натаму. Мощно и интересно и ние ќе сакаме да го тоа проанализираме, да го документираме и да им ставиме на располагање на сите членки на ФИФА, посебно на УЕФА, а на органите од УЕФА да побараме и одреден одговор. Спрема тоа, мислам дека ние као Фудбалски сојуз на Југославија се ќе сториме да не го прифатиме овој термин, туку да се оствари онова што би било и за шпанската фудбалска репрезентација време во кое ќе може да се квалитетно припреми. Дали е тоа дефинитивно, мислам овде пред се на информациите што ги добивте од генералниот секретар Васа Стојковиќ, кој беше во Атина, остана во Атина на разговори во Шпанската федерација, дали е тоа исклучиво предлог на Шпанската федерација или на луѓето од ФИФА? Како што сум и јас информиран, ова е личен предлог на Стенли Раус, што ме мало изненадува. Зашто, како што бев информиран, Стенли Раус предложил да се одржи овој надпревар во мај месец и тоа во Нинберг, зашто спрема распоредот на надпреварите на светското првенство, Нинберг беше пострана, па ова ќе беше добре дојдено и за тој дел на гледачите и за тој град да се одигра овој надпревар. Сум изненаден кога подоцна разбрав дека Стенли Раус му си има јавено на генералниот секретар на Кейзер, на ФИФА, на Кейзер, да донесе таков став и да ги обавешти фудбалските федерации на Југославија и на Шпанија. Се на се како да некои игри надзирам, не би сакал да се обистинат, но ќе мораме да бидеме многу внимателни и да работиме многу брзо, да не бидеме доведени пред свршен чин. Дали она што се случуваше на стадионот на Каријскаки во оние последни минути, при она задржување на топката и слично, дали не чувствувате дека сега се некако и продолжува во изнаоѓањето на термин и место на одигрување на овој надпревар? Може би е прерано вистина да се потврдно каже дека е ова продолжување на таа игра. Меѓутоа, оно што се случуваше таму и сега ова, знајки и каков е состанок во Атина бил, мислам дека има основ да бидеме вонредно препазливи и за овие потези кои се чинат од страна на господин Раус. За момент да напуштиме ова тема, да се вратиме на Атина како прв човек на југословенскиот фудбал, како го доживевте тој меч и за престојниот трет надпревар со репрезентацијата на Шпанија, прашање дали во групата селектори натаму ќе биде Милјан Милјанич? Надпреварот навистина беше тежок. И покрај сите оние сопки кои ни се чинеа, ние извојавме една чиста како солза победа. И со 10 играчи, и против многу противници. Не беше тука само противник на југословенската репрезентација, грчката репрезентација. Тука беше апсолутно присутна Шпанската фудбалска федерација, која дури и отворено
работеше да се дисквалификува Југославија. Господин Дедес тоа го потврди. Еден голем противник на југословенската репрезентација, на оние прекрасни 10 момчиња кои изгоруваа на терена, го имавме во лицето на судиската тројка, особено во лицето на господин Ченчер, кој покажа дека нема ни трунка совест, ни свест за овакви едни големи надпревари. Очигледна беше неговата тенденција да се Југославија дисквалификува. Меѓутоа, едно се концепции, друго се реалности. Морам да кажам дека огромен допринос за оваква брилјантна победа на југословенската фудбалска репрезентација е од страна на колективниот селектор на југословенската репрезентација, кои исто така беа на терен. И морам да одам признание на наша малобројна, илјадна публика, која дојде од Југославија и така страствено ги подреше нашите момчиња. Јас им честитам на така долг и напорен пат и за се оно што го направива и по надпреварот. Вие ме прашавте што ќе биде со членот на селекторската група Милјан Милјанич. Јас се надевам дека се ќе биде најдобро. Ние многу скоро као извршни одбор ќе му предложам да донесеме одлука со која ќе прогласиме мораториум за одење и на играчи, па и на посебно овие членови кои ни се во состав на селекторскиот штаб. Јас имав вчера обстоен разговор со другарот Милјан Милјанич. Дозволете, според некои информации, тој требаше на 21 декември, значи денеска да биде во Лисабон, но тој е во Скопје. Да, он го одложи патот за да се сретне со мене и се оно што го чув од него, можам само да го поздравам, да му честитам на разбирање, на спремност и се надевам дека он, како што беше вклучен, уште пострастено ќе биде вклучен во оваа селекторска екипа наша и дека ќе со него и со другите успееме да го конечно и верифицираме нашето присуство во Минхен. Он го одложи патот за едно-два дена, 3. Јас повторно вечерва ќе се сретнам со него и ќе му предложам повторно да го одложи тоа патување негово, зашто во понеделник закажав една позначајна средба со преседателите на фудбалските сојузи на републиките и на покрајините, со селекторскиот штаб, како и со други спортски работници, за да погледаме вкупнава положба околу овој предлог на ФИФА, односно поточно на господин Раус, за да би могли да се договориме, да завзееме став за 27 и да бидеме спремни дури и за најлошото. Очекуваме сепак дека тоа нема да се случи. Верувам дека разумот ќе надвладее и дека ќе се почитуваат оправданите југословенски аргументи и захтеви. А еден од аргументите без друго е тоа дека во историјата на југословенската репрезентација, таа во јануари, освен некои турнеи, немала правенствени надпревари. Никогаш. Во студиото, драги гледачи, е Милјан Милјанич, еден од бројната селекторска група. Во нашата редакција пристигна голем број телеграми, јас само една би ви ја прочитал. Радосни од успехот на фудбалската репрезентација, молиме да ги пренесете честитките на сите кои се заслужни за успехот. Колективот на ПТТ Битола. Благодарим. Мени е многу драго затоа што од Битола, а вие знаете сум роден во Битола, па уште ми е драго што е со на успехот на репрезентација. Према томе, уште еднаш благодарим
и на вас што ми дадовте и на битолчаните кои прати. Бидејќи почнав со некое читање, последна вест што ја приметме во нашата редакција од Атина е следнава. Генералниот секретаријат на грчката влада за спорт и нареди на Фудбалската федерација да спроведе темелна истрага за да се пронајдат евентуалните виновници меѓу грчките репрезентативци за кои се смета дека биле потплатени од Шпанската федерација во мечот против Југославија. И потаму, грчкиот печат, поразот на својата репрезентација, го нарече срамен и отворено се изразува сомневањето дека од шпанска страна на некои играчи им биле понудени награди и така натаму и така натаму. Што би рекле на ова? Па ево ја ќе да кажем да е мени јако драго што југословенска репрезентација као една етничка репрезентација имала и таквog противника и што и таквog противника победила. Мислим да е тоа највеќи комплимент за нашу југословенску фудбалску репрезентацiju да е имала и таквog победника и да ga je противник и да ga je победила. И што још важнije да иза тога следуе еден велики морални успех наша репрезентација. И уште нешто, дали е ова ако се докаже лажирање и дали во прописите на ФИФА постои некоја соодветна казна, реков, ако сето тоа се докаже? ФИФА е врховна фудбалска институција. ФИФА е носилац фудбалскog спорта и она мора да предњачи у свему, понајвише и у таквим акцијама. Ствари у ФИФИ да се бори со негативним појавама, а ми да играмо даље. И да одиме ние понатаму, Бајвеќ е исклучен. Кој број 9 го гледате за евентуалниот трет надпревар? Ви сте новинари, јако симпатични, ви волите да бирате и селектирате. Ми имамо еден велики проблем, да нисмо и досад имали конкуренцiju за центрафора. Mi ćemo u našem daljem radu nastojiti da tražimo istog ili boljeg centrafora. Kandidata ima više, a nastojat ćemo kroz jedan period zimskog rada da ga stvorimo, da naša reprezentacija bude kompletna i da što manje osjeti. Вие не одговоривте конкретно, сепак во одговорот рековте во наредниот период. Да. Да бидам конкретен, денеска е 21 декември, едно исто прашање вака му поставив и на председателот Павле Давков. Според оние веќе стари информации, вие требаше да бидете во Лисабон. Вие вечерва сте во Скопје, во нашето студио. И? Мене nije prvi put da dođem u Skoplje, a ovog puta sam došao na poziv predsjednika Fudbalskog saveza, koji je od mene tražio, isto koji predsjednik Fudbalskog kluba Crvena zvezda, da, iako imam aranžman koji je za mene povoljan, da ovog trenutka ostanem i da radim sve dotle dok sam potreban reprezentaciji. Ja sam taj zahtev predsjednika poslušao, prihvatio, da li to meni odgovara ili ne, to je već moja stvar, ali u svakom slučaju to je zahtev fudbalske organizacije kojoj sam se ja повинувал. И значи сега конечно останувате и како дел од селекторската група, само уште едно прашање. Според вас, кој термин и кое место би одговорила на нашата репрезентација за престојниот трет надпревар со шпанци? Mi insistiramo samo na jednom sportskom motivu. Sada se u Jugoslaviji ne igra fudbal. Jugoslovenska reprezentacija ne može, ne sme i niko nema pravo da zakaže takvu utakmicu da mi igramo onda kad se kod nas ne igra fudbal. Onda, mi smo zato i predlagali da to bude 26. decembar. Kada to nije prihvaćeno, mi insistiramo da to bude onaj period kada mi možemo ravnopravno se borimo. A taj period kad možemo ravnopravno se borimo jeste mesec april. Svi drugi termini su protiv nas. I mislim da niko od nas, pogotovo neće rukovodstvo Fudbalskog saveza, da prihvati takvu soluciju koja će biti protiv interesa jugoslovenskog fudbala. Uostalom, predsjednik Fudbalskog saveza je zakazao sastanak i preduzeo sve mere da se zaštiti vitalni interes fudbalske reprezentacije i da se u ovom trenutku zaštiti i jugoslovenstvo. Може би е прерано за една прогноза. Очекуваме Минхен. Ja ne volim da obećavam rečima ništa. Mislim da u jednom tolerantnom periodu da ćemo učiniti sve da igramo što